Почитувани представници на медиумите. Поминаа 72 часа откако ја обзнанивме огромната злоупотреба и мега скандалот со купувањето и реновирањето на амбасади на Република Македонија на неколку градови низ Европа. Скандал повторно во режија на фамилијата на ВМРО-ДПМН. Чудно, но груевски ВМРО-ДПМН, кои прават по 10 пресконференции на ден, за ова одмолчија. Го оставија министерот Милошевски сам да се брани. Тој пак, сваќајќи дека е пуштен низ вода, се обиде со бледа изјава да се одбрани и не повика нас да доставиме документи доколку имаме. Господине Милошевски, сите документи се во вашето министерство. Вие тоа мора да го знаете и престанете да се правите науден. Исто така, не можете да не знаете дека целата оваа операција со амбасадите се врти околу името на Игор Илиевски и неговите наредбодавци од фамилијата. Не случајно тој од државен секретар во МНР е испратен за амбасадор во Прага. И бидејќи сакате да го зацкриете овој мега скандал, денес ги презентираме следните документи од Министерството на вътрешни работи. Овој документ е инструкција од тогашниот државен секретар Игор Илиевски, во која се јасно наведени прописите за купување на амбасади. Овој документ е извадок од внатрешниот ревизор на МНР, каде што јасно стои дека објектот во Љубљана не е купен согласно инструкцијата на истиот тој Игор Илиевски. Овој документ покажува дека истиот човек кој ја купува амбасадата е и председател на комисијата за прибирање на понуди. Значи истиот човек што купува во директна спогодба одлучува кој објект ќе биде купен. Погодувате, човекот е повторно Игор Илиевски. Што е уште пострашно, Игор Илиевски купува објект во Љубљана кој што е неугледен, објект дивоградба, но очигледно подобен за правење матни сделки со дебели провизии. И конечно, овој документ покажува дека груевски фамилијата се спремни и си нашле своје жртвено јагне за да го покријат овој мега скандал. Ова е кривична пријава против референтот во амбасадата во Љубљана Наум Николовски. Замислете, референтот во амбасадата купувал джипови, скап накит, техничка опрема во вредност од преку 200.000 евра. За 2 години човекот заработил повеќе од 200.000 евра. Ние сомневаме дека овој човек е еден од ситните посредници при купувањето на амбасадите. Сега, ако ќе видите ваквата криминална операција, се поставуваат следните прашања. Што превземал министерот Милошевски, кој морал да има увид во ваквите матни сделки? Дали тој е дел од оваа пирамида? Понатаму, што превземал амбасадорот во Љубљана, господин Самуел Филиповски, кој морал да знае за оваа операција и дали тој самиот е дел од оваа криминална сага? Конечно, дали државниот секретар Игор Илиевски, како награда за оваа операција, го доби амбасадорското место во Прага, инаку за потсетување бизнис седиште на еден од братовчедите. Овие документи се само мал дел од овој мега скандал. Сакаме да им порачаме на груевски ВМРО-ДПМН да не ни помислуваат да ги одбегнат одговорите на овие прашања, бидејќи во наредниот период ќе обелодениме нови епизоди и за оваа амбасада и за купувањето на другите амбасади во други градови низ Европа. Овој мега скандал допира до највисоките кругови на фамилијата на ВМРО-ДПМН и директно на премиерот Груевски. Јасно е дека нашите големи патриоти патриотизмот го сваќаат само како ефикасен начин на полнење на сопствените џебови со народни пари. Благодарам. Поведете прашање? Па да ви, туку што добивме содржината на пресконференцијата на премиерот Груевски и како да ви кажам, таман помисливме дека ќе излезе премиерот во седиштето на ВМРО-ДПМН да ја објасни фамата што се дигна околу последните 2-3 дена околу решавањето на проблемот со името, посетата на европарламентарците и на комесарот Фуле. Таман помислиме дека можеби ќе излезе на пресконференција да каже за економскиот пустош во државата или пак ќе најави нов помпезен некаков проект наречен Македонија 2026, да кажеме. Груевски денес ќе излезе со по 100 пат би рекол, со нов
директен упат од страна на премиерот во Уставниот суд, и тоа некако претходно, туку денеска тоа го прави од едно експертско правно гледиште, цитирајќи закони, одредби и така натаму. Навистина сме шокирани и не би имал поголем коментар за ова.